Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска енергијата во нашето студио на вистина на едно позитивно и високо ниво и се надевам дека и денеска, драги мои, ќе го привлечеме вашето внимание со нашиот рецепт и нашата последна гостинка. Морам да кажам, една гостинка која што јас многу ја сакам, за мене е многу драга, тука во моето срце, но останете уште малку за да кажеме кој ќе биде мојот гостин. Да ве поздравиме вас, ширум светот, сите оние кои што не гледаат во овој момент, а сите оние кои што не гледаат во некој друг интервал, може би е добро утро, може би е попладне, може би е навечер, не знам како, но како и да е, најбитното е да се поздравуваме со многу љубов. Поздрав за нашите гледачи во Македонија, сите оние кои што не следат и денеска, драги мои фоторепортери, подгответе се за убави фотографии, затоа што ќе сликате една светска дива и мене вашата Дракче. Значи, заедно денеска ние ќе имаме можности да направиме еден убав рецепт, да слушнете песна и навистина да биде сето тоа убаво. Реков, драга пријателка, имаме многу заеднички моменти, имаме многу приказни кои што можеме да ги споделиме, но денеска ќе зборуваме само за музиката и за убавите нешта. Македонската оперска дива, позната во светот, гордост на Македонија, Весна Гиновска-Илкова. Добре ми дојде, Весна. Добар ден. Благодарам на поканата. Бавино моја, како ти велам јас, убавино моја, со радост чекав да дојдеш. Да, благодарам. Од оваа страна. Големо задоволство и за мене и за гледачите е твоето присуство денеска тука, затоа што таа грандиозност која што ја гледат во театар на големите светски сцени, мислат дека луѓето се недостижни кога се таму некаде, а ти си природна, наша, непосредна. Ете, радост за сите. Знаете како, човек треба да биде приземен и треба да биде реален, затоа што надвор од вратите на операта и театарот ние сме луѓе. И како и сите останати, така и ние ги завршуваме сите оние активности и обврски кои што го следат едно семејство. Така да, кога ми се јавивте, кога ме поканивте за... Да, се извинувам, јас ќе одам на ти. Кога ме покани и за оваа емисија, размислував што да подготвам, така, затоа што подготувањето на храна исклучително многу ми значи. Така. И сакам да подготвувам храна. Овој пат се одлучив за едно убаво, лесно, брзо јадење и она кое што, да речеме, многу често го подготвувам пред представа. Енергетски обично, да, обично е лесно и некаде до 1:30 гледам да го направам и да нормално да каснам, за да имам време да едноставно телото го преработи тоа и одмори и биде подготвено за представата која што следува вечерта. Така да на тој начин не се оптеретува диафрагмата и не се оптеретува многу, не се троши енергијата безпотребно. Телото си е во една енергетска зона. Да. Тоа е многу убаво јадење за овие топли денови. Така да почнеме со подготовка. Можеме да почнеме. Добро, станува збор за паелја, шпански рецепт. Се подготвува, оригиналниот рецепт е со пилешко месо, меѓутоа популарно е со морски плодови. Јас најчесто и така го подготвувам дома. Така што за овој рецепт потребен ни е една главица кромит, пиперка црвена, може и зелена, меѓутоа јас користам црвена затоа што има многу подобар вкус од зелената, еден домат, неколку чешниња на лукче,
една чаша вино и 150 до 200 грама ориз. Ориз. Да. Ете така. И нормално морските плодови кои што така. јас ги повлеков за да камерите следат што Така, само ќе да ни пази, работи. да внимаваме Нема- овде да не... Како велам јас, мојот другар шпоред ќе ме опомени. Весна ќе започнеш со кромидот. Прво кромидот го опржиме. Значи првин го сецкаме, јас ќе го за оваа прилика првин ќе го исецкам убаво. Се сече на ситни. Ете така, колеги, расположете не, браво, браво. На ситни. Вака. Ножето треба да биде прикладно за раката, за да може да се исецка добро. да се исецка убаво. Ете така. Одлично. Претходно рацете се миени. Колку пати И пред да почнеме. зеленчукот и се е подготвено Го на слушам време. Твојот глас и таму во позадина можеме дури и погласно, колеги. Можеме и погласно. Треба ова да се слуша. Ете Јас ќе така. внимавам на кромот. Да. Весне, Многу бргу се подготвува. Многу е лесна и свежа. Храна како вкус и здрава. те Што е слушам во најбитно. позадина, те слушам и тука и те гледам и си имам една представа. Да. Како ти умееш да ги разнежни срцата на публиката? Твојот посебен глас, тоа е таа енергија. Она кое што ти едноставно зрачиш на сцената. Љубовта Знаете кон како? операта, што е тоа толку? Знаете како во мојата работа операта е Можем јас. една Можем јас. прекрасна професија, во исто време и многу специфична И тешка. и тешка, точно. За да се биде оперски пејач, потребни се доста фактори. Нормално да се има слух, да се има глас, талент, да се има убава боја на гласот, пред се да се има дисциплина и да се има желба да се изучува оваа професија. Затоа и те велат. Затоа што сцената е неприкосновена и не дозволува импровизација. Во смисла на тоа дека ние сме репродуктивни изведувачи, тоа значи дека едно музичко дело како е напишано го изведуваме, нашата оригиналите? убавина, така, нашата убавина и нашата тежина на изведба е техниката со која што ја изведуваме операта, односно улогата, како го презентираме сето тоа, на каков начин го презентираме и сите оние технички моменти и традиции кои што во операта треба да бидат запазени, треба да се испочитуваат. Нели? Така да многу компоненти влегуваат во да речам на сцената и сето тоа не се учи наеднаш, туку се учи низ годините со самата пракса на сцената, со самото искуство на сцената. Човек сака да биде се подобар и подобар. Многу е битно во нашата професија да не се споредувате со други, туку да се споредувате со самиот себе си. Да се пронајдете во И самите да видите, да бидете реален и критичен до одреден момент, нели? Каде сте биле добри, каде би можело да биде подобро и така натаму. Нашата
за нашата изведба е една единствена. Не можеме да повториме Музичка на драма. истиот начин, точно така. Така да таа се повторува во смисла на представа, меѓутоа изведбата таа вечер е само таа автентична. Така да влијаат емоциите, влијае расположението, колегите кои што се околу на сцената, диригентот, комплетниот ансамбл и така. Тоа обзема целата музика, таа силна некаде околу страст. 200 учесници се на сцена, комплетно. Да, мислам, оркестар, хор, солисти, диригенти, инспициенти и така да. Весне, се чувствуваш ли горда македонка, затоа што ние така те чувствуваме ние? Видете, Горда македонка. Јас овде сум се родила и овде останувам и овде живеам и овде творам. Така. Така што мојот развоен пат, моето образование ми е стекнато во мојата држава, во Македонија, така што сите оние дополнителни надоградувања се отпосле проширени, меѓутоа основата е во мојата земја. Нема потреба да се наречам било како, а да не сум македонка, тоа е тоа, особено што моето потекло, моите предци, еден од моите предци е Панајот Гиновски, браќата Гиновски, кои што биле зографи и кои што имаат исто едно богато искуство. И моите родители. Кои што оставиле белег за навек. Така е. Но и ти. Да, така да тоа е тоа што се однесува до образованието и ете, после толку години, јас сега го пренесувам целото моје искуство и целото моје знаење на моите драги студенти на Факултетот за музичка уметност и покрај тоа што работам во Македонската опера. Да. Јас сега силно ќе те гушнам, затоа што јас и ти си имавме една заедничка мајка, која што не водеше, која што се радуваше на секој наш успех. Тоа е нашата почитувана Милка Евтимова. Не гледа од небото сега заедно, затоа што кога ќе дојдевме во публика, кога ти ќе настапуваш, ние наместо да сјаеме, ние прво плачевме. Ние прво плачевме од емоции, од љубов. Од љубов. Милка Евтимова има едно, да речам, посебно капче во мојата изградба како уметник, затоа што со неја ги поминав најосетливите, најранливите години во Средното музичко училиште и Факултетот за музичка уметност. Така што остави, ние понатаму комунициравме нормално и бевме во едни пријателски и до предпоследниот односи, да, така што беше жена која живееше за уметноста. Така е, точно. Буквално живееше. Коромитчето е готово. Да, тоа е готово. Сега ова е сецкано. Можеме и пиперката. Го додаваме овде. Ево вака. Така. Имаш многу награди. Меѓу една од многу значајните која што сакаат сите да ја имате, 13 ноемвриската награда за град Скопје, за државата. Ги има многу и јас, како ти кажав, Весне, јас требаше еден голем тефтер да си напишам, за да се подсетувам какви се награди имаш добиено и колку се светски земји. И покрај тоа што е општествена награда, меѓутоа веројатно беше инспирирана од тие кои ме предложиле за таа награда. Веројатно инспирација им беше мојата изведба на представата Мадама Батерфлај, каде што јас дебитирав во улогата на Чочо Сан, една исклучителна драмска, музичко-драмска
представа со неверојатна богата музика, богата инспиративно, захтевна технички и првата, да речам, првата за внимание од публиката го свртев точно со Мадама Батерфла, која што за мене представуваше во тој момент како оперски уметник представуваше голем предизвик за исполнување. Тој е главен лик, нели? Меѓутоа, после долги подготовки, некаде околу 2-2,5 месеци, ја реализиравме на сцената и до ден денес знаат луѓето да ме врзуваат, односно спомнуваат изведбата на Butterfly. Чочо Сан. Но награда и во и веројатно да, и веројатно Бугарија, таа награда дојде како природна, како да кажам, природно нешто после такви реакции кои што ги почувствувавме не само ја, него целата екипа. Како пишува едно време весниците, вика нашата Весна, нашата дама, дива, го заобиколи светот со својот преубав глас и падна публиката на нозе. Да. Турција, Индонезија, Малта, Италија, Шпанија, Швајцарија, многу земји, тоа секаде преполни сали. Да, преполни сали, многу работа, многу одрекувања, голема истрејност, но голема љубов. Весна, имате ли моменти како спортистите што мора да се во карантини, па да мируваат, па да биде... Знаете како? Јас во исто време бев сум и мајка, и сопруга, и сето тоа некако одеше паралелно заедно. Така што многу е тешко да се организираат сите тие улоги, односно да се организира сето тоа, за да, нели, кога ќе се излезе на сцена, биде како што треба. Доликува, да. Тоа се тие луѓе кои што несебично низ годините ми дава поддршка и помош. Тоа се моите најблиски, семејството. Така да тие многу без нив не би можела да ги направам и да ги реализирам моите идеи кои што да, затоа што јас како уметник не сакав да останам само на сцената, туку и да направам и некои концерти и кои што беа вон оперската сцена, со што би се збогатил спектарот на Охридско лето пак те очекува. Да, Охридско лето оваа година ќе имаме еден многу интересен настап во склоп на Факултетот за музичка уметност. Факултетот оваа година одбележува 60 години од постоењето. Така да во тој контекст ние ќе бидеме учесници на Факултетот за музика, на фестивалот Охридско лето. Се извинувам. Добро, многу информација, зашто реков јас самата требаше да направам еден список во кој што редоследно да ги читам, затоа што твоите успеси се навистина големи. Навистина големи и како да пак ќе напоменам дека светот се поклонува не на таква оперска дива, а поддршката од семејството, како што самата кажа, семејството, фамилијата, комплетно. Затоа што оперскиот пејач не е само изведувач, тука се гледаат и движењата, гестикулациите, погледот, самата облека,
костимографијата, Да, костимографијата. како да се носи, како Да. да се дојде до израз. Значи, сите тие работи, како што се кажа, дисциплина. Знаете како? На сцената треба да се предадете и да бидете, да го живеете ликот тие неколку часа, колку што трае операта. Го намалив. Многу често и ден денес со Љупчо, мојот сопруг, знаеме да се нашегуваме, односно тој да ми каже: Весна, секогаш кога ги подготвуваше премиерите, вика, те гледав во тој лик дома. Јас тоа не го чувствувам, меѓутоа другите од страна тоа го чувствуваат. Тоа зборува за тоа колку е човек фокусиран и несвесно просто внесен во самата улогата, да. Додека се подготвила музички, текстуално, размислуваш за интерпретација, следиш традиција, нормално тука е белканто пеењето, техниката која што е една од врвните, Најтешките. точно, Најтешки. пеењето на, ние кажуваме апоџо пеење, значи пеење на дах, правилно пеење, така да трансформации доста и уште потешко е кога представата, барам за мене, кога представата ќе заврши, наредните неколку денови ми треба простор за да се вратам. Да здивнеш. Не, да се вратам во Твојот лик. Во мојот, во она Твојот што лик. сум јас. Баш тоа Да. јас го зборував и со пријателките и со нашата тетка Милка, колку си природна, нежна, мила, но има улоги каде што ти треба да бидеш многу строга, многу со Да. остар поглед, Да. та шминка Да. и колку и да ја долови, но изразот на лицето те трансформира во сосема друга личност. И енергијата, чувствата, емоциите кои што ги покажуваш на сцената не смеат да бидат лажни, за да публиката тоа го почувствува и секогаш реагира адекватно. Ние овде сега Сега е ставивме, готово значи, ни ова. ова ни е готово. Сега предходно тој оризот е измиен и е среден, изчистен, така. така. Дајте Со ми го овалачка. сега, да. Еве вака, сега оризот ќе го ставиме некаде од прилика 150-200 грама, зависно нели колку За колку членови на семејството. Ето така. Јас сум левак, па Ако е некако се од другата страна. Така велат дека луѓето кои што се со лева рака, ја употребуваат како десна, се надпросечно интелигентни и способни, па еве тоа ја кажам и со тебе. Добро, јас работам се со... Аха, добро, за добро, тоа да. што ќе додадеме Да, сега да, и вода. добро. Јас работам, јас сум левак, меѓутоа научив да пишувам од прво оделение, тогаш тако беше, да треба да пишуваш со десна рака. Меѓутоа се работам со лева. Тоа ми остан. Так. Дали ќе додаваме зачини? Да, ќе додадеме пред кога е сето ова убаво Скрчкано? така, додаваме една чаша бело вино. Виното дава еден многу убав мирис. Мирис. Така. Додаваме сол. Таму, Не знам каде ви е солта. солта. Да, еве ви е солта, така. Додаваме сол. Колку замириса убаво винцето. Ете така, да. Сол, па уште малку, ја не знам ова. Ова не е сусамче. Да, ова ја гледам. Ако Да. без оглед имаме... Има овде морска Еве, сол. еве. Еве, да. Добро. Еве, вака малку сол, не многу, за да Се поприми. за да се почувствуваат вкусовите и
поздраво. Ова е сувиот Со зачин. помалку сол е по-добро. Една вака лажица ќе ставиме. Вака. Така. И сега ова го оставаме на ова. Додаваме 2 чаши. Можеме од истите вода. Од бокалот. Да. Весничке, мораш ти, пошто јас, како велат колегите, Ето така. ракавите, дракче, ти се широки денеска. Јас си почувствував дека денеска ќе си имам човек кој што Ето вистински така. убаво готви и си облеков кошула. Многу е битно Ракави. да биде оризот покриен. Така, сега ќе го покриеме. Не, мислам да биде Со вода. Со вода, да Добро. не е, за да има простор да се убаво свари и да се впие водата, нели, за да нарасне Важи ли оризот. како она старовремската 1:3? Да, Добро, токму овде така, ќе 1:3. Добро. Овде една е виното и нормално 2 се Добро. вода. Одлично. Ете така, сега уште малце Макдонос. Еве го Макдоносот. Ете така. Ќе Се повлекувам од мојот другар Шпорет, за да не направам белја да варам Макдонос. ракави у тава. Да, ќе ставиме вака Добро. Макдонос. Чекајте, убаво претходно, нели, ова е изчистен, измиен. Така. Убаво. Ова дршките ги тргаме Ќе на ги страна. повлечам јас. Ете така. Имаме корпа Го сецкаме брзо. ситно. Тука. И го додаваме во смесата. Ете така. Ете така. Може да го измешате. Добро. Дали сега капачето да го додадеме? Не, сега ќе ги додадеме морските плодови, морските повели ли сте? плодови. Моите раце се чисти. Така. Да. Предходно измиени, Средени. така да. Еве вака ќе ги Си имаш украсување. Така е. Добро. Ќе ги наредам симпатично. морските плодови, Можам ракче. да намам. Може да биде со било какви. Добро. Во овој случај се ракчиња, може да биде со било кој од морските плодови, така што не мора да биде, може да биде и мешано со повеќе морски плодови, така. Ето Одлично. така. И сега моите колеги што се љубители на морските морско. плодови едве чекаат да биде тавчето. Да, многу лесен, едноставен, брз за овие како да кажам, за овие летни денови. И денеска разбрав дека се почнати биле Петровденските пости. Така што Така. ете уште една идеја, нели? За да биде, За да биде. јадење во декот од постите. Да. Браво. Вака. На крај хубаво додаваме изгледа малку бибер, да. Јас сакам да ми е убаво сервирано, Ова ќе убаво го наместено. повлечам. Јас можам да Да, го повлечам. еве. Ете така. Сакам да ми изгледа и убаво, визуелно и да биде убаво на вкус. И ми е многу битен ручекот. Биберот е пред Да. тебе. Ми е многу битен. Затоа што е едно свртилиште на семејството. Точно. И Убаво го ние кажа. до ден денешен тоа е како една, да речеме, традиција ние каде и да сме во текот на денот, што и да правиме, за ручек сите четворица сме на масата. Да си ги кажеме плановите, Да, идеите, да, освен нормално кога маките. некој така, Така, не. кога некој не е тука. Одлично. Ми представува едноставно задоволство. Сега на нас тавчето ќе ни крчка. Сега може да го Капачето, добро. да го А затвориме. јас сакам да ни кажеш што е ова што слушаме.
Ова е арија на Джоконда од операта Джоконда. Добро. Овде ова изведба е во Хрватска, во ХНК Риека. Работев на многу проекти низ цела Хрватска во тој период, така да ова беше една продукција која беше извонредна со диригент Нада Матушевиќ, која што дојде и за 2 минути одлучи да ми ја даде улогата како улога, да ја земам за да можам да работам така. Наредните неколку месеци бев во Риека и ја создадовме оваа продукција која после тоа години потоа одеше и настапувавме. Звучи преубаво. Сега јас ќе побарам од колегите да ги погледнеме фотографиите, затоа што има што да се види. Сето она што ние го зборуваме е подкрепено со фотографии. Ајде, Весничке, погледнувај во мониторот и раскажувај. Ова е представата Норма. На оваа представа ја изведов 2021 или втората година, точно не се сеќавам, не, втора мислам беше. Ми е една круна, затоа што на свои 50 години дебитирав во оваа улога. Ова е операта Тоска, улогата на Тоска. Тоа многу јас ти ја обожувам. Ова е мојот драг пријател Симон Трпчевски и мојата драга пријателка од детство Маја. Мојот пианист Кристина Светиева, на Охридско лето сме овде заедно. Соработуваме повеќе од 15 години и е еден исклучителен пианист и исклучителен човек. Мајските оперски вечери и палењето на огнот. Да. Ова фотографија е преубава. Да, ова е еден мој драг колега инспициент кој што повеќе не е со нас. Мирче, кој што низ годините беше тој кој, да речам, беше одговорен за позади сцената. Токму таа фотографија ме инспирираше да се облечам слично на тебе. Тоа е улогата на Лиу во операта Турандот. И тогаш Турандот, јас се уште како млад сопран, во таа представа главната улога на Турандот ја имаше примадона Радмила Бакочевиќ. Прекрасно. Ето, малку подоцна сум јас во истата улога. Така. Прекрасно нешто. Да. Премногу убава музика и исклучително тешка. Ова е Аида со мојата драга и почитувана Ирена Кавкалевска од факултетските денови заедно, за жал не е веќе меѓу нас. Драга, многу драга колешка. Ова е на нашата сцена овде. Ова е мојот почитуван и драг колега Зоран Сотиров. Долги години заедно во улогата во оваа представа, да. Ова е Калуди Калудов, гостувањето во Софиската опера. Неговиот јубилеј и неговата покана да бидам јас. И таму ти доби награда. Да, ова е Мадама Батерфлеј, изведбата на Чочосан, со мојата драга колешка Марика Поповиќ, како Сузуки. Едни преубави спомени. Ова е мојот драг колега Борис Трајанов. Овде е Симон Боканегра, премиерата на Симон Боканегра, отварање на мајските оперски вечери. Феноменално. Ова се луѓе со кои што, ова е Цуцковски Ѓорги, исто така мој колега од Македонската опера, истата опера, се колеги, луѓе со кои што целиот работен век го поминувам. И ова е преубава. Ова е Лидија од Македонија. За таа сакав. Да. Така излезе да јас бидам првата Лидија од Македонија. Премиерата на нашиот почитуван композитор Ристо Аврамовски.
Многу убава идеја се создаде за реализација на оваа опера. Ова е Джоконда, со мојата драга колешка Желјка. Она е во улогата на Чека. Колку трансформации, колку посебни ликови. Ова е Аида. Мислам дека ова затварање на мајски оперски вечери, точно годината не можам да се сетам. Ова е Трубадур. Омилен. Да, Трубадур. Ова е државната награда со моето семејство. Така да. Прекрасно. Да. Еве, не пренесе во твоето време и во нашето време, но кралски изгледа. Кралски. Да, ова е еден многу убав концерт. Исто кај нас во театарот. Еве, инаку ова дете е мојот син. Беше подготвен? Да, беше подготвен. Тој учествуваше како мал. Учествуваше во неколку представи и ова е моето дете. Мојот Ведран. Ведран. Помалиот не сакаше воопшто да учествува. Кога стигна, нели, немаше баш желба да на сцена, така што јас ја испочитував. Ама подготовки треба, децата се мали, треба да им се објасни. Долго време трае тоа. Знаете што, од оваа дистанца е многу потешко кога и детето со тебе. Дали да внимаваш на детето или да внимаваш на себе и на изведбата, така што тешко е. Во секој случај тешко е, но ете, се отвори можност да учествуваат, така да. Имаме уште нешто што јас ти украднав и сакам да го видиме. Ајде. Наум Петревски. Да, македонско девојче. Македонско девојче. Ајде, колеги, да видиме тоа што го украдов од весничка. Прекрасно нешто. Да. Преубава е. Феноменално. Ова секогаш каде ќе одиме, со некои пријатели, мојот Љупчо ја пушта секогаш како едноставно спојот на се во тој момент беше ете како што звучи. Преубава музика, мои колеги Дино и Мери, Бисера Чадловска е во живо е се тоа. Диригент. Јас, Наум Петревски и Владко Стефановски. Да. Да, ова е композиторот на музиката.
lična i polična od samovila. Da li ima na ovoj neki svet obavo devojče od Makedonče? Nema, neka se rodi obavo devojče od Makedonče. Браво. Каква енергија е ова? Милувате со вашите гласови. Многу убава, Да, многу убав Марисилни. спој. Ова е наменски подарок за Невена Томовска. Тоа е Така. нели жената за кого е пишувана ова музика за незиниот 50-ти роденден. Така да ете едно убаво изненадување од страна Убаво си на украдов нешто. Да. Убаво Преубаво. нешто си украдов. Преубава Да изvedба, зирнеме ајде. тавата. Еве, Ова е опа, скоро при одлично. крај. Одлично. Можам. Одлично. Добро. Одлично. Малку од паријата тука. Да, но не е во страшно. ред. Ова Добро. може и да Веќе се да го исклучам. повлече, да, и самата вода што остана, Ајде. ќе Нека да не се подгориши ти како мене. Тука не си да, некаде. да водата Ете, не оди. малку ќе одиме. Ајде да го бараме рецептот на денот, за да прочитаме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Паелја. 400 грама морски плодови ракчиња, 200 грама ориз, 101 црвена пиперка, 1 главица кромит, 2 домати, 1 чаша бело вино, 3 до 4 чешниња лук, малку магданос, масло, сол, бибер и други зачини по избор и енергијата на нашата дива Весна Гиновска-Илкова. Да. Можеме Може да го- на да го масата. оставиме, ова е така. Внимавај, Уф, внимавај, жешко. бидејќи е топло. Ето така, ова е подготвено, спремно, Ето така. убаво да се Можеме улади. овде, за да го покажат да. на камерите. Ето така. Така. Потоа ќе се средува тука кујната во рете. И може да се сервира и е готово за јаде. Веќе он и самиот си абсорбира после Да, сето да, да, ова. се впива. Може вака сакат колегите, ајде, видете, убајна. Прекрасно. Прекрасно. Да. Еве, Многу убав, брз и вкусен рецепт. шпански рецепт денеска ќе јадете, колеги. Шпански рецепт. Сакана моја, убавино моја, така те нарекувам јас. Беше прекрасна. Мораме да Благодарам. зборуваме многу. Потребно е да премногу си скромна, но треба постојано да те има во јавноста, зашто знамето македонско кај да се развие со ваква убавина од глас и позитивност и срце кој што го носиш ти, треба сите да го дознаат. Благодарам. Тоа што јас го носам во себе, мислам дека го покажувам на сцена. Сметам дека не треба да биде премногу експониран Многу си човек. скромна. Барам јас Премногу така скромна. мислам, затоа што знаете како, и јас од страна на слушател и гледач сакам разновидни и повеќе како да кажам, по различни Енергија по различни содржини, луѓе и така. гости и така натаму. Така што благодарам на поканата. Многу пријатно се чувствував денеска. Ме радува. И покрај тоа што морам да кажам дека имав трема, затоа што прв пат сум на телевизија да приготвувам нешто. Да. Благодарам на поканата и се надевам дека следната прилика ќе бидеш ти мој гостин. Се радувам, вака ќе те бакнам. Така да ќе имаме уште многу моменти да бидеме заедно. Ве сакаме многу, на самиот крај сме, се гледаме. Пријатно.